Ние овде веќе во меѓувреме се договараме со оглед на тоа што пристигнаа веќе моите гости. Всушност си создадовме и вистинска мини училница, бидејќи си имаме и двајца ментори, тука се и нивните ученици од STEM Академијата. Добро утро до Александра Митреска, добро утро до Жарко Попилиев, добро утро дечки, секако, без вас не би ни можело, не може така? без нив, мислам, они се главни. Тие се главни, јас наку се утрово најавив дека во текви се подготовките за, ако точно ја кажав, големата глобална светска роботска олимпијада, така? Но ќе стигнеме до тоа. Прво ми треба малку вака вовед за оние кои што не знаат што е тоа STEM Академија. Така. Ви благодарам што не повикавте вака, да си ја кажеме нашата приказна. STEM Академија е непрофитна организација која што се бави со развој на деца, развој на мајндсетот, на начинот на размислување. И она што со кој што се бавиме, практично користиме лего коцки, технологии и така натаму, каде што за да го развиеме мајндсетот, нели не можеме ние да збориме, сакаме да направиме деца кои што ќе бидат лидери, кои што ќе имаат одредени вредности, кои што ќе знаат да се справуваат со проблеми. Ќе размислуваат со своја глава. Пред се и кој ќе дојдат до некој проблем, нема да речат не знам јас целото тоа, него како да бидат упорни, како да бидат издржливи, како да истражуваат и така натаму. Жарко, се вака кога слуша некој, секој сака таква иднина за своето дете. И веднаш ќе прашам нешто што на секој родител или бабе, дедо му текнува во поглед на тоа за кого е наменета. Дали примате само надпросечно талентирани, интелигентни, надарени деца или пак напротив, откако ќе се запишат, допрва ги развивате вештините што им се необходни? Не работиме, значи работиме со најобични деца што сте видели. Значи работиме со деца од возраст од 5 до 16 години и нели тоа е поентата не е поентата да работиш со надпросечни, него како секое едно дете, секоја една индивидуа да се извлече во зависност од тоа до кој ниво на развој е стигнато. Се со цел да може да се снајде во било која ситуација во ова време практично во кое што се наоѓаме. Претпоставувам дека работите по некоја специфична посебна програма. Така, работиме пред се со Lego Education. Знаете како сите се овие комплексни теми и не можете вие на детето да му објаснувате проблем солвинг, критичко размислување. Не, него ние тоа го правиме на практичен начин. Децата склопуваат лего со лего коцки и така натаму, а коучевите кои што ги држат часовите спроведуваат одредени мајндсет техники, се со цел да ги насочат. Фокусот на децата е во склопувањето. Меѓутоа, подсвесно самите коучеви изведуваат посебни техники се со цел да се постигнат сите овие цели. Како што реков, самодоверби, справување со емоции и така натаму, многу карактеристики кои што се многу важни во денешницата за успех. Ајде да ги слушнеме децата. Прво, како вие да сте дел од оваа STEM Академија, дечки? Убаво е. Можда роботиката личи вака тешко. Мене ми е шпанско село, апсолутно непознато, да. Но вистина е многу интересно и многу убаво, бидејќи иако ние програмираме и градиме и се тоа, исто така имаме многу добро друштво, што цело време ни помага, исто така и нашите наставници многу ни помагаат и така, многу убаво. Одлично. Дали чувствувате веќе, да речеме, откако сте дел од оваа академија, некоја промена кај себе? Јас се чувствам подразвиен. Ова што го рече менторот, дека веќе поинакво расудувате, размислувате? Да, размислувам на поинаков начин, по-развиен, да се каже. Тебе што ти паѓа најинтересно во ова специфично училиште, така да речеме? Кога ќе направиме нешто што многу добро ќе работи, например некој робот кој многу успешен ќе ни испадне, и тогаш сум многу срекна и задоволна, секогаш ќе му раскажувам на мајка ми, на татко ми. Полни со импресии, претпоставувам.
Меѓу другото, ова ваша академија учествува и на многу меѓународни надпревари, ќе зборуваме за Олимпијадата, но ме интересира, еве со оглед на тоа што тоа е повеќе вашиот дел, нели, надпревариве, кој е бенефитот за децата од тие надпревари? Што добиваат тие со тоа? Па вака, децата, да, точно, првичната нели цел е да одат да се надпреваруваат, меѓутоа има една позадина која што не е видлива за публиката, тоа е дека децата многу учат, може да се сретнат со врсници од целиот свет, да разменат знаења, да видат некои што можеби се и подобри од нив, да видат како едни тимови од Кина, Америка, Јапонија успеваат да се снајдат и да изградат роботи кои што и они тука ги прават. Така што позадината е многу поголема, децата... Всушност подготовката за тој надпревар, да речеме, или за Олимпијадата, тоа е самото учење, така? Тоа е самото учење, бидејќи стекнуваат еден вид на искуство кое што е непроценливо и немаат каде на друго место да го стекнат. За жал, кај нас има дел од надпревари, меѓутоа она што е ние што сакаме како STEM академија е да ги изнесеме децата на една меѓународна глобална сцена, да им покажеме дека може да се надпреваруваат и со тимови од целиот свет и сепак тоа ќе биде еден вид на нивно, нели, надградување, да можат самите да видат колку тие научиле досега и како натака може да продолжат кон нови успеси. Во периодов се подготвувате или може би се завршени веќе подготовките, како и да е последни подготовки, да речеме, пред предстојната Олимпијада. Какви се правилата на оваа Олимпијада? Па, искрено се доста ригорозни правилата. Имаат и одредени промени, бидејќи ние и лани учествувавме на истата Олимпијада. Оваа година дури се малци построги од претходната. Значи, таму децата се надпреваруваат 4 дена, не е еден ден, имаат надпреварот трае 4 дена, каде што секој тим има одреден период во кој што се надпреварува. Сега, откако децата ќе влезат на сцената каде што треба да се надпреваруваат, се оставени сами на себе. Значи, менторите се сосема тргнати на страна, немаат никаков допир до децата, дури има и рестрикции, доколку видат дека учениците разговараат со менторите, може да биде еден тим дисквалификуван, што сепак е навистина доста ригорозно и децата мораат да имаат знаење, да бидат доволно подготвени за било каков проблем да настане таму, тие се оставени сами на себе да го решат. Но сепак е едно искуство кое што пак им ја подкрива самодовербата дека можат, дека самостојно може да ги подобрат работите. Тимски се работи, така? Да, се работи во тимови. Строго зададени задачи. Значи не може тие да си одлучат што. Да, се работи во тимови и категоријата во која што ние се надпреваруваме е една можеби од најтешките категории. Тоа е? Тоа е пентатлон арена, каде што роботот треба самостојно, без никакво допирање за самиот надпревар, да изврши одредени задачи на едно поле. Дали тоа што гледаме овде е тоа? Да, овие се роботите со кои што се надпреваруваме. Дали може една мини презентација да добиеме? За каков робот станува збор? Па, овој робот, првен главниот дел е компјутерот на кој што се поврзуваат сите мотори и сензори што ги има. Има два мотори кои што се користат за додатоци. Има два други мотори кои што се користат за движење. Има три сензори кои што се користат за следење линија и препознавање боја. Има уште еден тука сензор кој што мери колку степени е искривен роботот. И тоа е прилика све. Добро, да ве прашам сега вака се спремно. Ви се случува ли, прво мене тоа би ми се случило, бидејќи сум жив малер, проверено 500 пати, а токму до тој момент да не функционира, се случува? Секогаш се случува. Значи, сегаш кога се почнува, ние колку и да сме подготвени, роботот различно се однесува од ден на ден, различно се однесува, меѓутоа од одредена површина, пошто ние треба да патуваме со овие роботи преку со авион и така натаму, се изместуваат одредени работи. Влага, може би, различна температура, така? И тоа е на Александра што го кажува, значи не е само градењето на роботот, него окей, тоа се случи, ајде сега како тим да најдеме решение сега што е тоа врз основа на целиот овој период што сме вежбале, што сме пробувале,
кој е тоа што треба, која е таа акција што треба да преземеме или кој е тој дел од програмата што треба да преземеме. Не знам, околината, светлото е различно и така Сите фактори да ги земеме во предвид. И затоа тоа е многу важно што го кажа Александра, ние како ментори не можеме да им помогнеме, ние седиме на страна, они се сами во целото тоа. И знаете колку растат практично и колку е оној дел, прво да се справиш со тој стрес, после да се потсетиш со сите тие работи што се случувале и еве на пример лани, дури во последното пуштање вториот им го освои второто место во принцип. Токму пошто се соочија со проблеми кои што дури и они се изненадија. Мислам сите се изненадивме што се појавија. Така да возбудата е тоа што Како да е еден од нив, ти мислам дека минатата година беше учесник, колку што разбрав, 1450 тимови, така, ви освоивте и прва и втора награда. Како беше искуството? Па, интересно, имаше 36 земји. И тој предпоставувам најразвиените, така? Јапонија, Америка. Да. Добро. Но предпоставам комунициравте, така? На некој ваш роботски јазик што ние не го разбираме. Дали очекувате оваа година да го повторите успехот или да го надминете? Кои ви се плановите, целите за оваа година? Оваа година прво, второ и трето. Трети има оваа година. А со што ќе се представите оваа година? Значи, оваа година повторно учествуваме во истата категорија. Имаме 3 тима, бидејќи ги сменија правилата и од лани. Лани можеше да има Многу во еден награди тим. има својивме, да сега ги сега менуваат правилата. Ајде да видиме, Да, само полесно ни направи. Да, минатата година имаше можност во еден тим да бидат 5 до 6 деца, оваа година се 2 до 3 деца во тим. Ги намалија условите, да, не може да биде поголем тим. И затоа, како што кажа Павел, прво, второ, трето место планираме да се земеме оваа година. Одлично, јас многу ви благодарам, посакувам многу успех, уште еднаш да подсетиме од 11 до 14 април и тоа ни помалку, ни повеќе на Кипар, така, што значи на Крит и факторот топлина да го имаме во предвид и сол во воздухот. И влага, и сол, и патување, и на авионите. Крит и авионите, да. Во секој случај ви посакувам многу успех и ве очекуваме кога ќе заврши, да дојдете со првото, второто и третото место овде. Ви благодарам. Ви благодариме за убавите честитки. Само продолжете со овие успеси.